криве да заминат пред камери. Јас мислам дека изјавата на Кантримен е усогласена со ставот на Филип Рикер и дека не е тоа беззначајна врска, бидејќи ја бев присутен на еден оф-рекорд ден пред тоа кај американскиот амбасадор и добив печаток дека тоа е апсолутно испеглано, дека ние ќе добиеме една таква јавно мртва порака која нема да задоволи политички страствености во Македонија. Меѓутоа, за мене е многу поклучна работа што ќе однесе Груевски во Белата куќа и дали во Белата куќа ќе добие хартија на која веројатно може да бидат наброени стратешките интереси на САД, на Балканот, и ако ние знаеме да читаме, а се надевам дека премиерот барем тоа уште не го заборавил, тогаш веројатно ќе свати што ќе значи, на каков начин треба да заврши неговата ера на популизам на Балканот, последна, која може да доведе до фитиль. Погледнете, социјално-економските бунтови во Албанија, едно нестабилно Косово и разбунтувана Србија со 80.000 шешелјовци или николичи, без оглед како сакате да ги третирате, кои се крајни радикали, плюс шешелјовци во костум, не такво. Плюс популизмот на Груевски, тоа е одличен микс. Америка да прати порака или ќе ве запалиме или ќе не слушате. Со тоа што не согласувам за Србија, тоа се више четници без брада. Овие што се на Тома Николич, тоа се испеглани после посета на Џо Бајден, тоа е више некоја друга партија. Тие се откажа од Шешелј и тие беа крајно смешни дури за србите сами што ги анализираа последниот нивен митинг кога дојдоа, нели таму рекоа ние не дојдовме тука да критикуваме владата. Прашањето беше а кои мои сте дошле тогаш. Така да во Србија ситуацијата мислам дека е испеглани, дека тие служат за заплашување на Тадич, за он побрзо да ги тера работите напред. Иначе пропо ова прашање тука само би додал што очекувавме ние денеска Кантримен да каже? Тоа е дипломатија, тоа е висок службеник у Стејт департмент, тоа е човек кој што треба да дојде тука, петингот да го заврши и да го спреми Груевски да отиде испеглан фин, покана коза на свадба да му каже дојде во Америка. А пораката таму стигна. Едва и чекаме да дојдеш. Знаете, тоа е една многу интересна интонација. Имаме толку многу да те прашаме. Значи така баш не се прави таа покана, ако е тоа нешто куртоазно, ако е тоа нешто со намера да се зацврсти пријателството и стратешкото пријателство, како што на почетокот брифираше владата, односно кабинетот на Груевски. Таму очигледно дека се загубени нервите. Ова беше тој тригерот што го кажува окидачот Пендаровски. Овој момент што Црвенковски го искористи, меѓутоа и со него и без него средбата беше договарана. Значи, точно е што би рекол Рикер и у август дека била договарано, точно е дека била и у октомври договарано и точно е VOA што кажа, што пренесе дека таму средбата нема да биде пријатна. Значи, она што е ново е суицидот политички што си го направи самиот Груевски. Он си пукаше у нога со одлуката за еден. По мене. Он предизвика Бранко да дојде, Црвенковски да дојде на сцената, во јавноста да се добие впечаток дека он е тој што успеа странскиот фактор да се инволвира внатре со една реторика која што досега не ја бевме чуле, на тој начин Црвенковски да дојде на светлото на рефлекторите и од другата страна практично да го има премиерот кој што сега има многу помалку аргументи, многу помал маневарски простор за главната тема. А главната тема претпоставувам дека ќе биде името. Но како тоа ќе се расплетува натаму, тоа е прашање едно големо кое што допрва ќе го гледаме. За сериозните луѓе изгледа премногу да очекувате замешателство на Вашингтон во нешто што тешко можете да го дефинирате. Колку се искрени оценките на Црвенковски за да предизвика оваа парламентарна криза. Од друга страна да беше дури и во декември, отприлика иста ќе беше листата на извршување што ќе разговараат со него, но зошто сега со Хилари Клинтон се видеа многумина дури на молитбениот појадок, но не се виде дури ни шефот на државата. Се работели кога на ваков начин се подготвува средба, кога оценките дома се вклучително и при воздржаниот Кантримен, загрижени сме за прашањата на владењето на правото и слободата на медиумите, а под тоа можете да подведете прилично широк спектар за кој што може да се разговара. Кога се оди кај Џо Бајден и Хилари Клинтон, се разговара за листа за извршување кои тие вие предлагаат?
Вие долго време држите тезата дека такви листи повеќе нема. Ние сме малку препуштени на собствена креативност. Не, ја држам следнава теза. Значи, нашите колеги и пријатели се традиционалисти. Они веруваат дека Америка ќе го изриба Груевски и од понеделник ќе немаме проблеми. Америка ќе испостави барања. И ќе остане на тоа. Америка нема да употребува потешка дипломатска артилерија потоа за да ги доведе работите во ред. Толку. Значи, во Босна не го прават тоа. Тие ќе дојдат и ќе ви кажат, сакаме да видиме Македонија ваква и таква. Нема понатаму да го видите Холбрук у друго издание, некој си Холбрук кој ќе рече до понеделник ако не биде овој закон поминат или не знам. Видете, Македонија беше изложена на неверојатен дипломатски притисок преди по Букурешт. Тогашната администрација на Буш. Вели, искористете го овој период, дур сум ја тука, ако може имево да го решиме. Кој беше одговорот на премиерот тогаш? Предвремени избори веднаш. Значи, највисоката политичка фигура во Америка, кој беше неспорен промакедонски, настроен пријател, не замоли, одете вели на есен на избори, па ќе ги имате отприлика тие резултати, овие 2-3 месеца искористете да видиме што може да направиме. Нашиот одговор беше предвремени избори. Зашто сега би било поинаку, кога да бидеме објективни, притисокот нема да биде на тоа ниво као 2008. Патем кажано, Бајден е човек кој во администрацијата на Обама ја врши пораката на човек кој ги пренесува пораки. Ја врши функцијата на пренесувач на пораки. Значи и прљавите работи тој ги соопштува, не Хилари Клинтон. Меѓутоа може да ги соопшти, може да не оквалификува во многу црни нијанси, потоа, значи ја тука ја удирам мојата теза, потоа нема да видиме никаква активност на Америка, бидејќи тие би дошле ако не дај Боже само се повтори 2001 во некој облик. Никој не очекува овде дека ќе дојде Холбрук, Бог да го прости, или дека ќе дојде не знам кој да ги средува работите као Шумарот. Него работите гледам од Џо Бајден доаѓањето едно лето кога беше пред 2 години у Србија. После тоа, ја не знам, четниците у Србија избрича брадата. Многу чудни работи се случи у Србија. Не знам дали они нешто правеле. Значи, ја не очекувам да дојде некој лошиот учител со стапчето и така нато. Него работите магично се менуваат. Само една реченица. Значи, еве ги додиме земја по земја сосема на Косово. Џукановиќ се повлече. Да. Меѓутоа има луѓе во регионот кои слушаат пораки од надвор. И има луѓе во регионот кои не слушаат пораки од надвор. Тоа ми е теза. Добро, не слуша и четниците на Шешелј. Па сега веќе не се со Шешелј. Николича Башка партија. Знаете, јас мислам дека Пендаровски смета дека може да ја нацртат таа агенда американците, но нема да бидат, како тоа љуби да го каже министерот за образование, надворешниот евалуатор. Да. Значи нема да се занимаваат понатаму со оценување на квалитетот на процесите. Она што изгледа сега страшно и ние ги бараме некаквите логики, дали после таа посета повторно исто Никола Груевски ќе се врати назад и рече на Бранко му ги исполнив условите, ајде сега луѓе на избори. Дали тоа е разрешница на кризата? Не, јас мислам дека со Стево сме отприлike на ист бранова одлучена со една можеби мала диференцијација. Мислам дека американскиот интерес на Балканот е дефиниран. Тоа нема Џо Бајден и Хилари Клинтон сега да го реобнуват или да го притиснат Груевски на начин на кој ќе треба многу побрзано да решава некои внатрешни проблеми. Но јас сум длабоко убеден дека ќе му става до знаење и реторички, и дипломатски, кои се нивните стратешки приоритети во наредната декада. Американците се инсталирани во Македонија. Нема шанса никаква друга намигнување или овие глупи варијанти на експерти кои сега викаат ајде сега ние да не бидеме обседнати со името, па да видиме други опции, па да намигнуваме на исток, па ајде да бараме како што бараат стопанствениците план Б, а планот Б подразбира малку поголемо свртување економско со Русија и така натаму. Не, тоа е сосема јасно на тандемот Мијалков-Груевски. Нив само што ќе им биде сега визуелно појасно дека ако таа стратешка позиција не ја одиграат, дека се мртви и помртви не може да бидат. Тоа е основната работа заради што дипломатската порака на веш начин ќе му биде соопштена на Груевски. Дали ќе има избори? Јас се согласувам. Добро што го замешувате Мијалков. Никола Младенов го нарекува родител старател во својата колумна, па да бидеме сигурни дека ако Груевски не разбрал, бидејќи така го познавме разговорот дека може да не разбере, овој сигурно ќе разбере за што навистина се работи. Имаше коментар? Не, јас само би се надополнил на ова. Притисокот не е само да речеме ние сега од Вашингтон. Притисокот е од Брисел.
притискот од Европската унија. Известувачот Талер го гледаме дека прави една нацрт резолуција која што добро да се собира, каде што знаеме што пишува во тие 6 странички. Вашиот колега на Алфа телевизија вчера ни соопшти дека во 3 странички 13 пати се употребува зборот загрижени сме за состојбите што се случуваат во Македонија. Ама знаеш што вика Груевски? Талер е социјалдемократ. Комуњара. Не, добро. Ама на тоа за Хилари и за Џо Бајден не ќе може да го каже. Знаете што, и тие се јас во еден стрип, тоа се зезав исто пред едно-два броја. Ами и тие се демократи. Дека и таа е демократка, ама да не доека и демо дугачкиот у бела куќа ја работат. Како меѓу чекор може да биде Џо Бајден, кој што ги прави Балканите. Да, иначе ова воопшто не е точно дека ние намигнуваме само кон исток. Ние намигнуваме и кон запад. Не, ние трепкаме практично со двете очи во исто време. Намигнување скоро највисоко политичко ниво. Да. Значи, ситуацијата во Македонија нема да биде. Што не е према Хилари Клинтон намигнувањето, замисли како ќе изгледаше тоа. Да, овие години кој знае овој мажот како ќе го разбере. Работата е во тоа што нема да дојде некој, апропо ово на преска што го кажа, со лошото стапче човек што ќе доаѓа ред ќе прави, па ќе биде тука, не знам, Кемп Дејвид или не знам како се кеше во Босна што го правеа Дејтон договор. Тоа нема да се случи. Меѓутоа работите едноставно лека по лека ја доведуваат нашата политичка гарнитура, нашата политичка елита владеачка до ќорсокак, односно до зидот, каде што нема каде да одите веќе, кај што мора да се произнесете. Вие имате намера на крај на раскртницава, тргнете лево, ја тргнете десно. Знаете што, кога некој ви кажува дека сме ние сериозно загрижени за правната држава, за човековите права и за медиумите, тоа е практично, треба да се произнесете околу тоа. Сакате да одите кон азијатската култура назад или сакате да одите кон западната цивилизација? Најде, тоа е клучно прашање. Кидете на исток или кидете на запад? Оти ова вака кој што е неодржлива. Економската ситуација у земјата ја знаеме каква е. 2008 кога ќе се навратиме, нели спомнате прашањето што било и на крај одлучил Груевски храбро дека ќе иде на избори, така? А да не имаше умеѓу време еден негов мал блеф, едно жмигање со очињата дека дајте ми да имам 61 па ќе правам компромис за името. И тоа го имаше. Па тогаш Миловановичка заврши да умали таму, нели, кај што и козите се помали од сите афрички земји и околина. Така да тоа е некоја друга тема. Овде просторот за тие блефови мислам дека се веќе потрошени. Мислам дека веќе го сватија момчето како игра, што игра, намаси ме сосема јасен еден лик со кој што веќе нема да може као до сега. До сега имаше меѓународната заедница разбирање, емоции, име. Не е спорно, сите ние сме чувствителни на тоа прашање. Меѓутоа, натаму дека ќе се одвива на тој начин, јас не верувам. Едноставно времето тече, времето не е па ни у наша полза за да се одоговлекува. Молам? Што ќе направат? Кој нов инструмент после таа точка ќе? А не знам ја еве и у Србија што направиме, ви кажам дека четниците избричија брадата. Главната замка или главниот одговор што ние сакаме да го дознаеме дали тој е одлучен веќе во јуни да оди на избори, како да е тоа решение на сите прашања. Во заднина на тоа, по вештите аналитичари велат дека не. Примерно, неговата посета во Америка ќе има сериозна врска со неговите ветувања околу одредена агенда. Да не заборавиме, во март е првата усна сесија во меѓународниот суд на правдата, каде што ќе се појават и Македонија и Грција. Ке мора ли тој пред американците да вети свое поведение околу разврската на спорот со името пред да отпочне оваа процедура во март? Ако воопшто има намера оваа година да го решава тоа прашање, бидејќи дел од провладините советници токму така најавија на почетокот на годината дека е за очекување разврска на оваа прашање. Не можам да видам на ниеден начин дека се приближуваат позициите на двете држави. И ова вчера што било, тоа е филмски журнал од нашето време. Јас се плашам дека имаме малку подолга низа на ветувања после што се добиваше нешто у политичка смисла. Датумот, односно статусот на позитивната препорака на Европската комисија беше добиена исто така според некои информации поради ветувањето дека ќе се реши до октомври или ќе мрне барем тоа работа со решавањето на името. Не сум сигурен дека ќе го повикаат во Вашингтон за да се обврзе во однос на името. Затоа што нивната проценка, колку мене ми е познато, е дека тој на таков тип на притисоци не подлегнува. Тоа е, можеби, овдека храбро и окей во Скопје, во Македонија. На страна не се цени, ама фактичката ситуација е таа. Ја лично мислам дека можеби едно друго прашање кое во меѓувреме и нам ни стана интересно може да биде тамо на врвот на агендата. Тоа се предвремените избори. Ако констатираме и ако немаме забуна, ако немаме спор околу тоа какви се забелешките на Америка за нас и на Брисел. И ако велиме дека тие се комплексни, не е една изјава или некој гаф, донесени 150 закони у една ноќ, не. Че вели патекава е лоша. Што ќе добиете ако утре имате избори? Слично што имате и сега. Значи, ќе добиете политичка структура која ги продуцира имено истиве работи.
Зашто вие би рекле во Ретија имате пас од кај нас, терете за да ве добиеме уште следниве 4 години и да знаеме. Кој вика дека ќе барато на избори? Не, нашиве може да одат со таа варијанта. Јас сум сигурен дека меѓународниот фактор ќе рече и од Брисел и од Вашингтон, немојте да ја правите таа работа, бидејќи ништо суштински нема да се промени во државата. Ако имате избори, го